Третиот меморијален меѓународен турнир во шах Мартин Петковски се одржа вчера во организација на полициското здружение ИПА регион Куманово. Турнирот традиционално се организира во чест на нивниот прерано починат колега и член на управниот одбор на здруженијето. Најдобриот шахист на меморијалниот турнир беше Миодраг Ѓоковиќ од ИПА Лесковац, кој всушност е трикратен шампион на турнирот. Второ место освои Васе Аризанов од Струмица, а на третото место се пласираше Владко Арсовски од Скопје. ИПА регион Куманово првпат на надпреварот имаше представник од понежниот пол. Традиционално по трети пат веќе организиравме меморијален турнир во шах по повод прерано починатиот колега Мартин Петковски, на кој што учествува повеќе региони од Македонија, од Скопје, ИПА регион Скопје, ИПА регион Прилеп, ИПА регион Струмица, и имавме и гости од Република Србија, братски региони, од ИПА Лесковац и ИПА Косовско Поморавје. Значи, учествува по еден преварувач од Куманово, Лесковац, Струмица и Скопје. За прв пат на овој меморијален, да кажеме веќе традиционален турнир, од страна на ИПА регион Куманово имавме наш член од поубавиот, да кажеме, женски пол, кој што го освои силното четврто место, бидејќи за прв пат, нели, малку сакаме да промовираме малку и во делот на родовата застапеност. Првото место традиционално веќе по трет пат го освои ИПА Лесковац, второто место го освои преварувач од ИПА Струмица, третото место од ИПА регион Скопје, а четвртото, како што кажавме пред малку, наш член од ИПА регион Куманово. Присуствува и званици повисоки функционери од МВР, кои што беа поканети од наша страна, началникот на секторот за внатрешни работи Куманово, како и наши пријатели, подржувачи, делегати и така натаму. Значи, горе-доле бројка негде околу 50 членови присуствува на турнирот и мислам дека ова традиција ќе продолжи, како и да е, во чест на нашиот прерано починат колега Мартин Петковски, се надеваме дека во иднина ќе биде во поширок состав. Од организаторите за најдобрите на турнирот следуваа пехари, дипломи и пригодни подароци, пошто присутните имаа можност за размена на искуства и идеи и подсетување на работата и ангажираноста на Мартин Петковски во рамките на службата и ИПА организацијата. Ревијално еден меч одиграа и Сергеј Петрушевски и Лука Николовски, мали надежи на шаховскиот спорт. ИПА регион Куманово во рамките на годишната програма за работа традиционално по повод Денот на полицијата организира хуманитарна акција. Согласно годишната програма за работа на ИПА регион Куманово, сега најбрзо што ни следува по план, повод Денот на полицијата 7 мај, ќе организираме хуманитарна акција, која што ќе собереме одредени средства и да кажеме во средства кои што ќе ги донират нашите членови, граѓани, подржувачи и пријатели на ИПА регион Куманово, кои што ќе бидат доделени во соработка со Црвениот крст на општина Куманово, ќе бидат доделени на оние семејства на кои што има најпотребна таа помош. Нормално следува редовното годишно собрание во месец ноември, со кој што традиционално веќе во ноември месец го одржуваме како редовна активност. ИПА регион Куманово е дел од Меѓународната полициска асоцијација. ИПА, најголемата полициска организација во светот, е формирана на 1 јануари 1950 година. На 22 август 2011 година на основачкото собрание на Меѓународното полициско здружение оддел Македонија едногласно е донесена одлука за основање, регистрација и отпочнување со работа на здруженијето. Основни цели на здруженијето се организирање и презентирање на семинари и обуки за членовите на здруженијето и за граѓаните, организирање и учество на спортски и културни активности, обезбедување на социјална и секој друг вид на помош за членовите на здруженијето и нивните семејства и дружење на членовите на здруженијето во согласност со принципите на ИПА и работата на Меѓународното полициско здружение. Главна цел на здруженијето е охрабрување на професионалната соработка и личното пријателство меѓу своите членови, со меѓусебно почитување и поддршка меѓу членовите и нивните семејства и соработка со други организации и поединци чии активности придонесуваат кон духовниот, културниот, општествениот и професионалниот развој на членовите во согласност со принципите на ИПА.